светивме дека ќе разговараме во оваа емисија отворена за почитувани гледачи со Емилија Василева Ивановска и еве го остваруваме разговорот со неа во емисијата отворена за. Целта ни е што повеќе да ве доближиме до актуелностите што во последно време ги имаме, а поврзани се со кучињата, скитници, со обичните миленици кучиња, со мачките и другите животни кои ги имаме дома или пак ги има на улица. Емилија, добар ден. Добар ден, Маријан. Добре. Ја гледате ли емисијата отворена за во претходниот состав издание? Ја гледам, да, со Мошев. Сакам да видиме што има ново со Шепи. Не сме се видели една година. Што има ново со Шепи? Има многу нови работи со Шепи. Прво да кажам за проектот кој што го работевме. Се видовме последниот пат кога се видовме, требаше да почнеме да работиме на проектот. Сега не знам колку знаат граѓаните, мислам дека знаат, доволно се запознати, дека Шепи работеше на проект кој што беше финансиран од општина Кавадарци и во главном се состоеше од два дела. Првиот дел се однесуваше на доделување на ваучери, бесплатни ваучери за стерилизација на женски кучиња и мачиња за граѓаните. Имаше многу заинтересирани, морам да кажам, значи имаше доста апликанти, меѓутоа поради ограничените средства моравме да дадеме предност на граѓаните кои што имаат ниски примања и граѓани кои што имаат повеќе миленици. Зашто сметавме дека нив помошта им беше неопходна. Вториот дел од проектот се однесуваше на пописот на миленици. Те слушнав, видов кога разговаравте со Сашко и го праша за бројот на миленици, колку имаме попишано. Попишано имаме околу 2500 миленици, значи на ниво на Кавадарци, па и тук таму некој околно село, мислам дека Сашко беше и во Марена и во Сопот. Беше, да. Сега, Сашко, зборувам за Сашко Орешков, значи тоа е лице, значи кој што беше ангажирано не е член на Шепи, меѓутоа беше ангажиран конкретно за пописот. Да, и во тој момент не беше во работен однос и затоа ангажиравме невработено лице. Со пописот почнавме добро, почнавме од, ти кажав и претходно така разговаравме од улица Смилица, ги поздравувам граѓаните од улица Смилица, им благодарам на топлиот пречек. И реков добро ќе биде, меѓутоа како се движевме на кај централното градско подрачје, веќе најдувавме на проблеми, значи Сашко најдуваше на затворени врати многу често пати. И на луѓе кои што абстенира, односно не сака да ги попишуваат своите миленици. Како дојдовме до модел дека бројот на миленици би требало да биде до 3500. Значи ние предвидовме една бројка дека треба да имаме попишани околу 3500 миленици, а тоа е според претходниот попис што го правевме, јас и Александра Велкова, ако ти текнува правевме муабет поодамна, да, во Ваташа, и според бројот на семејства во градот, дојдовме до една таква бројка, дека од прилика би требало да има толку миленици, значи околу 3500 миленици. Што евидентиравте или како го коментирате пописот? Па вака, значи пописот како попис имаше позитивни страни, нормално, позитивните страни се тоа што ја увидовме каква е состојбата всушност на терен, Се попиша, ако не 100%, значи 80% од домашните миленици, значи се влезени во регистар и тоа се електронски евидентирано. Позитивната страна. Меѓутоа, факт е и морам да кажам дека имаше негативности. Едната негативна страна е таа што сега ја кажав, тоа што многу луѓе абстенира, и не сака да ги попишуваат милениците, а другата негативна страна е тоа што состојбата е променлива. Што значи тоа? Тоа значи, например, дека ако Сашко Орешков попишал една кучка која што не е чипирана, не е стерилизирана, влегува во регистар на попишани миленици, и ако истата таа се окучи после месец дена и роди 10 кученца и собственикот не ги пријави 10 кученца и не се обиди да ги вдоми, односно не ги вдоми, автоматски тие многу лесно може да станат бездомни кучиња, односно општински кучиња. Да. Се случуваше да Сашко, во разговор со граѓаните, се случуваше да Сашко да треба да оде на исти места и по 3 пати да се враќа. Зошто? Значи, ја кога ќе добием информација, обично мене ми известува во тие работи. Ако кога ќе добием информација, например, дека таму и таму состојбата се сменила, јас го праќам Сашко, викам Саше, оди види како е состојбата. Значи се случува, ти викам 3 пати да се враќа Сашко на исто место. Што се случува? Или е окучена кучка, кај се кучињата ги нема, или кучката ја нема кучка, па зеле друг миленик, значи имаме нова состојба.
ние не дека не претпоставивме дека ќе имаме такви проблеми. Ние однапред знаевме, со што ќе се соочиме. И јас тука не алудирам на тоа дека пописот не е во ред, не е добар или е промашена работа. Апсолутно не е промашена работа. Меѓутоа алудирам на тоа дека општинските луѓе треба да бидат поактивни на терен, дека ова не сма да мисла дека ова е завршена работа. Ова не е завршена работа, ова е работа која што допрва треба да се работи на терен доколку сакаме состојбата да ја ставиме под контрол. Дали може Шепи да се справи со ваквите проблеми? Па еве се обидуваме да се справиме. Имате ли активисти доволно? Активисти? Активисти се секогаш малку. Малку. Секогаш се малку активисти. Посебно, има нови сили, има нови луѓе, кои што влегува во здруженијето, меѓутоа има многу проблеми, има многу напуштени кученца, и мачки, и кучиња, едноставно не можеме да постигнеме. Не секогаш и не секаде. Зашто силите се ограничени. Можностите се свие што се. И не се до вашите миленици само бројка. Тие се живи суштества. Точно така. Со они треба да се одесуваш така. Да. Ова работа може да ја решиме во старт. Собственикот на кучето или мачето може да не го направи скитник домашното милениче. Како? Дали со тоа ќе ви се помогне во некоја мера? Да, меѓутоа основниот проблем од целата оваа приказка се парите. Например, јас можеби сум згрижила улична куче, така, и сакам да бидам совесен собственик. Сакам да го вакцинирам моето куче, да го чипирам, да ги прими сите потребни вакцини, да му ставам каишка против болови и крлежи, да го стерилизирам или кастрирам. И за тоа мене ми треба еден буџет од најмалку 10.000 денари. И да речеме, јас не сум во можност да ги дадам тие средства. Ги немам тие средства, сакам да сум совесен собственик, така? Ние многу често знаеме да кажеме дека граѓаните се несовесни. Да, има и такви. Има и такви кои што не се совесни, меѓутоа има и многу совесни граѓани, тоа го видов и на пописот, видејќи исто така бев активна на пописот и видов доста работи. Имаме многу граѓани кои што се совесни, меѓутоа средствата се секогаш проблем. Јас можам да им ветам на граѓаните, еве тука може да влијае Шепи, на тој начин, можам да им ветам на граѓаните дека Шепи активно ќе соработува и со општината, и со здравје Боже раководството на новиот стационар, со цел да ги надминеме тие проблеми, да им помогнеме на луѓето да ги надминат тие проблеми, особено кога се финансиите во прашање. Ви донирали некои средства? Има ли расположение во општеството за средства? Многу слабо. Што е тоа одраз? Зошто има слаб интерес за финансирање на ваквите проекти? Не знам, се уште е ова табу тема, мислам дека. Се уште е ова табу тема. Зошто мислам дека е табу тема? Јас читам коментари, гледам постови следам, постои, посебно кога се однесуваат постовите на животните, и на Facebook портали, и следам, телевизии, и често читам и коментари, од граѓани, зошто ти ме интересира, јавното мислење. И се уште е ова табу тема. Например, еве за стационарот што ќе се отвори. Еве ви вика кучкарник. Еве ви кучкарник. Еве што направивте? Тоа е тоа. Што направивте? Еве кучкарник. Тура што ние ја немаме за... Да, се случи еднаш, ќе кажам, се случи еднаш, имавме една кучка, Заги. Заги е сега стрекна во домена во Скопје. Ја поздравувам Билјана која што е во доми Заги. И Заги живееше на центар, на площад. Фактички живееше пред Тинекс, пред сам Тинекс. И дојде зимски период, Заги почна да кашла, беше потешко болна, иначе беше средена кучка, чипирана, средена, јас лично ја пријавив во ветеринарната амбуланта во Неготино, си беше средена со сите салтанати. Што да правиме? Заги кашла, ја пуштија тие, Емилија кашла и за да ладно е. Добро, викам, ајде. И Зока не е председател на здруженијето. Зорица Тодоровска, да. Зока вика, ја имам кучичка, вика, че ја однесиме, ама фина кучичка, не изгледа лошо апсолутно ич, баш фина кучичка. И ги прашуваме одговорните од Тинекс, може ли да ја поставиме тука, пошто као местото е нивно. Може ли да ја поставиме тука, мора да прашаш. Они викат, може, нема проблем, сите ја хранат, излегуваат граѓаните, вече ја познаваат, сите ја хранат, слободно ставете ја кучичката и ништо, Зока ја стави кучичката. И се барето кучичката ја нема. Не знам неколку сати дали беше кучичката таму.
Зока пише пост. Како не ви е срам, вака, така, знаеш, ја исто пишам пост, луѓе, дајте да видиме куќата ја нема, значи, да не ја украл некој, јас на таму ми отиде умот, ја украл некој. Што се случи, му сметала на околниот локал, наводно че се собират кучиња и пријавиле у комуналецот тргнале, нема врска, значи кучичката после тоа ми се јавија фино лепо луѓето, значи отидовме, јас јадовме кучичката. Друг беше муабетот. Мојот пост беше споделен, значи јас така објавив, реално каварци одно го споделија. Дека кучичката се бара. И таму имаше коментари, јас не се осудив да коментирам, нема сврка да коментираш, нема логика да коментираш, значи со такви луѓе нема крај тој муабет. И таму имаше коментари вака. Шо ви е вас бе? Абе, демек, еве кучкарник вика че ви прават, вика за кучињата. Че мене че ми прават кучкарник за кучињата. Кучкарник че ви прават за кучињата, па сега и куча ли да ставате, па и за кучта. Шо е ва кучкарски лика че го правиме кавадарци, значи такви коментари. Тогаш сватив дека се уште за ова некои работи се уште е ова табу тема, значи нова треба активно да се работи многу време за да се создаде една друга свест. Наша гостинка во емисијата Отворено за е Емилија. Емилија, дали со стационарот ќе се решат нешто, до некаде проблемите или ќе почнат да се решават? Ќе почне да се решаваат. Ќе почне да се решаваат, значи нема да се решат целосно проблемите. Тоа е сепак не е локален, него е регионален центар. Регионален. Што не беше ваша желба, мора да кажам. Да. Нашата желба беше да биде тоа локален стационар. Меѓутоа, ета така одлучи општината, значи така веројатно че средствата секогаш финансирањето мислам дека беше тука проблем. За да финансира швајцарска амбасада, значи мораше така UNDP, мораше така. Така да, нели, некогаш мора да се сложиш. Да. Мора да ги вагаш работите, значи. Сепак нема да изгубите вие. Апсолутно не. Апсолутно не. И ние и животните нема да изгубат. Во Глишиче сме сте, така? Во Глишиче сме сте, да. Во Глишиче сме сте. Некаде ја мислам дека некаде па горе Лозијата кај што се на Смилица. Од таму почнавме и таму е стационарот со пописот. Да. Колкав е капацитетот на стационарот? Не знам тоа колкав е, мислам дека Сашко не ти кажа колкав е. Се што е потребно ќе има и ветеринарна амбуланта и треба да има, значи ветеринари, да. И јас ти кажав дека следев емисијата и баш си реков бабелоти не му го кажал проектните слики и убаво е да луѓето видат значи за што се работи, значи тоа е многу убав проект. Значи мене многу ми се допадна проектот и ми се допадна името. Како се вика? Ќе се вика Шепа. Шепа. Да, ќе се вика Шепа. Сега она што е битно, да, многу ми се допаѓа името. А она што е исто многу важно е тоа да на тој стационар му се даде душа. Тоа е тоа е најважно, значи душата ја прави раководниот тим, ја прават сите вработени, ја прават ветеринарите како основна алка нели во тој стационар. Така да без таа душа стационарот не би бил ништо. Вие имате многу стручни лица во Шепи, ќе партиципирате ли во стационарот? Ако ве поканат? Нормално да. Со ваши луѓе? Да, ако не поканат, да, сигурно. И многу... сакале значи да соработуваме и понатаму, нели да продолжи соработката, мислам дека може да дадеме многу. Дадовме до сега и доправа ќе даваме. Мора да кажеме дека Шепи се водички во делот на популаризацијата на и изградбата на стационар. Да. Вие фактички го подкренате на едно ниво потребно грижата за кучињата и третманот за кучињата и мачките. Кај нас мислам дека треба да го искористи овој момент без разлика дека има проблеми. Проблеми секогаш има, меѓутоа мора да поведете оро или борба против тие што се неверни томи. Борбата, јас стално викам, и кога пишувам во групата кај нас, имам една група на месенџер, и секогаш да го пишам. Кога и да имаме нека активност, пишам активноста, така и така. Значи сега, да речеме, целите ни се тоа и тоа. И накрај секогаш завршувам. И борбата секогаш продолжува. Значи борба мора да има, секогаш има борба. Ако не има борба, нема живот. Се работи за еволуционно прашање кој не се реше преку ноќ. Ние сите сакаме да имаме живот, меѓутоа грижата сакаме некој друг да ја има. Јасно. Како случај сме такви. Кавадарчани какви собственици на кучиња и мачки се? Јас да ти кажам, од кавадарчани се изненадив пријатно. Очекував да видам нешто друго. Значи имам искуство и со пописот, добро.
Очекував да видам нешто друго, очекував многу полоша состојба, меѓутоа најдов на мимо нели оние што се несовесни сопственици. Имаше многу со кои што има простор да се разговара. Значи примаат совет, има многу луѓе кои што примаат совети. Се случува да, например, до ден денес мене ми се јават луѓе и ми речат згриживме едно куче, не наше, дојде во дворот, еве некија баш имав таков телефонски разговор, ми се јави една жена, телефонски број, некој 3 пати ме барал, непознат број, викам, ајде да се јавам, да видам да не е некој пациент за аптеката. И се јавам, вика, Емилија те бара, вика, јас сум таа и таа, згрижив, вика, едно кученце од улица, дојде кај нас, не е наше, меѓутоа ајде се грижиме, го повреди кола. Па сакам да те прашам, вика, околу, се јас реков одма, пошто мене стално ме гледаат као некоја, треба да донираме, нели ние, Шепи треба да донираме. Значи, кученцето е повредено и сега Шепи треба да даде пари. Реков, ајде уште еден така, знаеш, треба да дајме пари сега и тука. Али добро, значи, ако треба, што ќе дадеме, ќе собереме, ќе дадеме. И вика, јас само да те прашам за совет, дали да го однесам ко ветеринарот, значи, како што, викам, на проблем е, и да треба нешто друго, викам, тука сме, опати ви кажав, значи што треба, како треба да направи. И затварам телефонот и јас вака сум унебрано, едноставно, си викам, значи, еден, двајца, тројца да се што им се сменила свеста, ние сме на конјот. Вие сте невладина организација или дружение на граѓани сега поново. Колку пари ќе добиете ова 2023 година? Не аплициравме. Навистина? Да. Зошто? Не аплициравме. Зошто? Затоа што јас лично присуствував на денот кога беа консултациите, нели, за невладени организации. И да ти кажам искрено, се фасцинирав од гледката, значи не знаев, јас не очекував да видам толку многу представници на невладени организации таму. Бевме присутни во големата сала на нашата општина. Салата беше преполна. Немаше место игла кај да се фрли. Разговарав, имаше таму многу и мои пријатели за кои што и јас не знаев дека се членови на невладени организации. И не ми требаше многу, значи ми треба можеби 5 до 10 минути за да сватам дека оваа година предност треба да им се даде на други значи на решавање на други проблеми од општествениот живот. И токму поради тоа одлучив да не аплицираме за парични средства. И нормално. Колку пари се работи годишно прилика? Максималната сума беше 300.000 денари, со тоа што секој здружение треба да тоест да кофинансира 10% од сумата која што ја бара. Тоа не беше проблем. Меѓутоа, ете, одлучив така и им се јавив на моите отшепи. Викам, луѓе, вака и вака. Они не беа изненадени, пошто ме видеа дека им кажав, одам јас на консултација, окей, тере работата. И им кажав, јас одлучив да не аплицирам. И кај знаеш како е? Сите викаат, ура! Како го оценија во дружението овој гест? Па да, вика, Се окей. се окей, викаме ура. И добро, и што ќе правиме сега? Имавме некои, нели, замисли за оваа година, нели, некои идеи. Викам, ќе се само финансираме. Како бе, немаме донации? Ќе најдеме донации. Како? Па така, ќе најдеме донации. Кога сме кај донациите, каква е состојбата? Па не Лоша. Лоша е состојбата. Значи лоша е состојбата со донации, меѓутоа не дека па и ние нешто посебно сме барале. Ти кажам еве најискрено. Значи ја не сум тип на пример што па и никој здружението не се такви типови, ама дајте нешто, дајте пари, дајте донации, нас не треба за нас не треба за тоа. Се вика еднаш, ти кажувам дека ми треба, планирам тоа и тоа да правам, значи ако сакаш да нели да донираш, да партиципираш во ред, ако не никому ништо. Значи не сме нападни во пристапот, значи во на барање на средства. Каква ви е програмата за НАТО? Програмата, значи со средствата кои што планираме да ги обезбедиме оваа година, планираме да продолжиме со стерилизацијата, да. Ќе помогнеме на граѓани кои што имаат најниски примања. Ќе се стерилизираат исклучиво женски кучки, независно од средствата кои што ќе ги обезбедиме. И планираме да поставиме прво една, потоа уште една паметни канти за рециклирање на пластика. Ја знаеше дека ти ја спомнав пред минатата година, меѓутоа не ја реализиравме се уште. Така, значи тоа е истовремено и канта, тоест хранилка за миленици. И добро е да биде во емисија, да ја видат граѓаните како тоа би изгледало. Само можда нема да биде скроз иста таква, али и моделот ќе биде сличен. Такви канти има во Истанбул, има во Турција и има најблиску кај до нас во Белград. Има таква канта, да, што значи дека ние би биле првата општина
која што би имала такви модели на канти во Македонија. Да, јас веќе со Диме Ангелков, професор Диме Ангелков, Тој може да ви помогне во таа работа. тој веќе помогна во таа работа, Димитри, да, значи на моја иницијатива тој направи таква канта, меѓутоа ја направи за функционирање во затворен простор, за тоа што беше изработена од Иверка. Иверка да не трпи нели надворешни влијанија. И што да правиме, како да правиме? Диме бе не бива му викам оваа работа. Бе како не бива? Не бива така, поставија вика негде под стреја, па како под стреја, надвор треба да биде. И ја разработував идејата и викам што ќе биде ако направиме една метална конструкција. Или она се веќе направена. Се прави само метална конструкција, или да изгледа убаво, софистицирано, фино, и да се постави на одредено место, или да пробам како ќе функционира. И ја веќе имам и идеја и разговара со дечкото кој ќе работи металната конструкција, пошто оваа ти викам веќе постои, Димето што ја направи. И тој е еден млад дечко, другар на син ми, Топе се вика, Топе го викаат. Многу 17 годишно дете, ама многу амбициозно, многу вредно. Тој ќе работи металната конструкција. И значи 50% работата е наредена, јас сакам уште они да сакат и општината да сака да е на место кантата. И да не земе пари за простор. И да не земе. Да не украде некој. Таман работа, значи да не земе пари за просторот, да не украде некој. Да, не, голема е. Значи голема е, нема шанси да украде некој, пошто е вака не е баш мала, значи не може да украде некој. Лесно така. Ама може да уштете. Кои бенефиции ќе ги добиеме ние со таа машина? Што ќе добиеме, ќе ги наслучиме милениците. Нели знаеме дека милениците, не миленици, него бездомните кучиња. Да речеме дечките сега кои јадат сендвичи пред Мерлин или кои јадат сендвичи во малиот парк. И знаете кучињата сакат да се хранат, да каснат нормално, мислам тоа си е нагон, желба за храна. Така да ќе ги насочиме да се движат на одредени места. Например, кај што има хранилки, таму има бездомни кучиња. Значи да не бидат распрскани на сите страни, да не одат по луѓето, значи има луѓе реално што се плашат од бездомни кучиња. А мора да ги имаме додека не се, нели, искорене истреба од корен овој проблем. Ако не беше Сдруженијето шефи и градоначалникот Митко Јанчев, ова идеја мислам дека ќе останеше на хартија. Дали сум во право? Па нема да бидам скромна и ќе кажам дека си во право. Благодарение на заложбите на Митко Јанчев и на Сдруженијето шефи. И морам да речем твојата маленкост. Мојата маленкост. Во градот влегува, значи односно влезе една инвестиција која што е вредна 21 милион. Не се дава така. Тоа не се мали пари и од оваа инвестиција бенефит ќе имаат не само животните, туку ќе имаат и граѓаните бенефит. И многу сум среќна поради тоа. Не знаете дека ќе се отворат нови работни места. Така да ние нашата агенда всушност ја исполнивме и можам да инвитам на граѓаните дека ќе продолжиме да работиме во нивна полза и во полза на животните, нели нормално. Всушност нашата цел е да имаме, тоест да создадеме едно општество кое што ќе биде убаво за сите, и за граѓаните и за животните истовремено. Покрај тоа јавно предпријатие кој ќе почне да работи за 6 месеци, колку што би рекол, после 6 месеци. Така. И 5 години ќе се финансира со средства од општините. Дај Боже потоа само да се финансира. Вие нема да престанете да работите понатаму. Вие ќе се останете како добро удружение и ќе барате донации и од општествени организации и од приватни. Заради тоа што да, значи мораме да бараме донации бидејќи тоа така би требало да функционира, да. Мора така да функционира. Еве јас разговарав со одредени фирми и може би, да, така и планираме, нели, оваа година да ги реализираме нашите активности. Меѓутоа морам да кажам дека имам и пријатели кои што помагаат во целата оваа ситуација и да, приватни лица, не само фирми. Во тој контекст ќе поздравам другарка ми која што сака да остане анонимна и која што сака да биде еден волонтер, нели, кој што кој што ќе донира средства за да можеме да ги оствариме, нели, нашите цели. Оваа година барем. Добро, Емилија. Да се радам дека ова што го рековте ќе се оствари, а стационарот ќе биде барем 60% решение за проблемите во оваа сфера. Ќе биде, мора да биде, затоа и се боревме, затоа и се трудевме, значи да дојде до сето ова. Така да јас нема да размислувам негативно и покрај тоа што сум објективна личност, ќе кажам дека ќе биде. Се ќе биде.
Благодарам на одговорот. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, толку во оваа емисија Отворена за. Пријатно до идната емисија.